Уште двајца од повредените млади луѓе во дискотеката Пулс се пуштени дома. На болничко лекување остануваат тројца, двајца во Македонија и еден во Истанбул. Нивната состојба е критична, но не е животозагрозувачка. Дополнително 6 од пациентите одат на повремени лекување во Пирогов во Софија. Деновиве неколкумина се пуштени од клиниката за пластична хирургија. Двајца од пациентите имат отворени рани, но тие се лекуваат во Кочанската болница, истакна директорот на Фондот за здравство Сашко Клековски. Врвен хирург за пластика од Белгија правил проценка на сите на кои им е потребна реконструктивна интервенција. Засега утврдено дека на 18 од повредените кои имаат изгореници на лице, врат и дланки им е потребна пластична хирургија. Во моментот останува на лекување во болнички услови, еден поведен во Истанбул и два поведени во Аџибадем Систина. За жал се уште двојца се во тешка, не е критична состојба, во тешка состојба и се надевам дека и таму борбата ќе биде успешна и ќе излезат заздравени. Силиконските маски наменети за повредените со изгореници по лицето и вратот се изработени и во најбрзо време ќе бидат донесени во Македонија. Во наредниот период во лекувањето ќе се вклучат и дерматолози. За 6 месеци треба да се набави нова компресивна облека, а во одделот за физикална терапија кој интензивно се средува ќе се активира хипербарната капсула. Проектот рехабилитација на Пониква ги даде очекуваните резултати, каде над 90% од повредените добија физикална и психолошка поддршка. Она што беше замислено на почеток, истото се оствари, значи беше малце поинаков тип на терапија, во однос на тоа, во однос на нивните претходни работни обврски, во однос на нивните капацитети, значи се беа вклучени во групни спортски активности, во однос на, бидејќи имавме и музичари кои што беа во дел од повредените, значи за нив имаше посебен тип на терапија, нив требаше да ги вратиме повторно на инструментот кој што претходно го свиреле. Исто така и за студентите, значи беа направени напори да се излезе во пресред на нивните потреби и можности. При посетата на општата болница, Клековски посочи дека оваа здравствена институција ќе располага со поголем буџет. Предвидени се 20 на нови вработувања, набавка на дигитален рентген, како и инсталирање на централен довод за кислород во хируршките сали.